Топтема, добро вечер. Ниту новите енергетски правила се чини дека нема да воведат ред во отчитувањето на сметките на струја. Зошто потрошувачите да бидат и отчитувачи на струја? Имаме ли европски норми на грбот на потрошувачите, а балкански аршини за избор на комесари во регулаторната комисија? Уставниот суд го одбрани правото за избор на грејење во случај кога сите ги занемарија потребните калориметри, па што ако ги укине и тарифните блокови? Ова се дел од прашањата за вечерашното интервју со председателот на регулаторната комисија Барко Бислимовски. Добро вечер и добре дојдовте во Топтема. Добро вечер и благодарам на поканата. Јуни е вообичаено период од годината кога регулаторната комисија е во фокусот, бидејќи се спрема цената на струјата. Денеска заради технички причини, како што беше објаснето, во Евана не се отворени понудите на ЕСМ за цената за крајните потрошувачи. Меѓутоа, известно е ли дека всушност нема да има зголемување на цената, бидејќи на последниот брифинг МЕПСУ и ЕСМ најавија дека тие нема да бараат покачување? Значи, ќе поделиме во однос на барањата за цени, ќе поделиме на два дела. Оваа година во јуни се распишува тендер за универзалниот снабдувач Евана Хоум и како што и вие кажавте, тој е отворен тендер, но вообичаено секогаш се јавува ЕСМ, кој што факт е дека има далеку пониска цена од пазарната. И по оние најави кои што ги слушаме, исто и ја ги видов, најверојатно ќе се оди со истата цена од 62 евра за мегават час. Од пред година и половина цените за пренос и за дистрибуција ќе се определуваат од сега во ноември и во декември. Исто така, кога ќе ги определиме нив, ќе мора да определиме и цената на универзалниот снабдувач, имајќи во предвид дека и тогаш ќе се распишува тендер, кој што може да биде на 6 месеци или може да биде годишен, така да бидам конкретен во одговорот, и јас не очекувам дека ќе има промена на цената на електричната енергија за домаќинствата и малите потрошувачи. Дали ова на некој начин, можеби нема да ми одговорите од позиција на регулатор, дали ова на некој начин предизборен подарок, имајќи ги предвид показателите? Во првиот квартал од годинава, според податоците на последниот брифинг, ЕСМ успеале да ја намалат производната цена на 98,9 евра за мегават час. Лани таа цената на РЕК Битола, например, беше 128 евра за мегават час, и сега цената по која ќе ја продаваат на универзалниот снабдувач веројатно ќе биде таа од 62 евра, така? Да. Прво, значи, регулаторна комисија за енергетика не се меша која цена ЕСМ ќе ја понуди на тендерот на универзалниот снабдувач. Факт е дека во последните неколку години, имајќи во предвид дека цените на електрична енергија на слободниот пазар се речиси ниту еднаш не се спуштија под 100 евра за мегават час во просек на годишно ниво, и имавме периоди кога беа и 300 и 400 и 500 евра за мегават час, и нормално е преку државната компанија да се води сметка за стандардот на граѓаните. Инаку ЕСМ да, апсолутно може да работи по пазарна цена, но ако неговото влијание и таа пазарна цена во моментов е околу 110 евра, значи ако е производната цена 98 евра, со сите трошоци би имал некоја профитна маргина плюс од 12 евра за мегават час, тоа би значило едно сериозно зголемување на цената на електрична енергија за домаќинствата. Така да ЕСМ како државна компанија, која што е во собственост на владата, добива насоки да води сметка за стандардот на граѓаните. Дали тие пари ќе се вратат преку буџетот или преку земање кредити, тоа е работа на ЕСМ. Она што е битно и што мора да се прави, тоа го зборам повеќе пати, дека мора да се зголемува производството на електрична енергија. Колку има поголемо производство на електрична енергија ЕСМ, има простор што е можно повеќе количини да ги продава на слободниот пазар,
каде што, како што кажав, цените се некаде околу 110-120 евра за мегават час, значи тоа е над производната цена на ЕСМ и тоа би овозможило ЕСМ чекор по чекор, полека да ја подобрува својата финансиска ликвидност и да ја подобри воопшто финансиската стабилност на компанијата. Ова е практично субвенционирање и за одржување на социјалниот мир, надвор од сите пазарни правила. Сепак, бидејќи нема ништо без пари, кој на крајот ја плаќа повторно разликата од 35 евра? Значи, сите земји и во регионот и во Европа одеа кон пристап дали директно да дават субвенции на домаќинствата или преку цената на електрична енергија на најголемиот производител, тоа вообичаено се државни компании, да се субвенционира државниот производител. Значи, минатиот пат, минатата година ЕСМ своите загуби ги покриваше со комерцијални кредити од домашните банки. Претходно, овие минуси кои што беа кај МЕПСО, односно разлика во реална производна цена и цена по која што продава на универзалниот снабдувач, се покриваа директно од буџетот. Кога се покриваат од буџетот, јасно е дека во полнењето на тој буџет учествуваат граѓаните. Па и враќањето на кредитите повторно ќе биде на грбот на граѓаните, бидејќи не може да ги врати никој друг, бидејќи тие ќе ви ги и каматните стапки и кредитите ќе ви ги вратат низ нивните пресметки, а на крајот, ако не успеат да го вратат кредитот, гарантот е владата и повторно тоа ќе заврши на буџетот, а тоа се пак пари на граѓаните. Видете, само помина низ еден турбулентен период. Прво влезе во енергетска криза, целокупниот регион, не само регионот и Европа. Факт е дека нашите термоелектрани се стари. Факт е дека и резервите на јаглени се намалуваат и тоа што ги имаме како квалитет е се помалку и помалку и почнуваме да увезуваме електрична енергија. Она што го знам како податок и што е сигурно, до 2018 година, кога Регулаторната комисија за енергетика определуваше цени на ЕСМ, согласно тогаш постоечкиот закон, цената на ЕСМ беше 45 евра за мегават час и некаде му обезбедуваше профит на крајот на годината од 15 до 20 милиони евра. Но, како што кажав, резервите на јаглен се намалуваат. Колку таа разлика е резултат на сите пореметувања од таа што ја спомнавте 45 евра на час, 2018 не е така далеко, која обезбедувала и профит до сегашниве цени кои што го носат ЕСМ во загуби. Колку е таа резултат на сите пореметувања кои што се случија на енергетскиот пазар, а колку на, јас ке речам, јавашлукот во предпријатието? Главниот проблем, прво е секогаш добро кога има регулатор кој што кажува цена. Затоа што секогаш ние се трудиме за било која енергетска дејност која што ја регулираме да одобруваме оправдани трошоци, значи не сите. Сигурно и ЕСМ до 2018 имал повисоки трошоци, но ние како регулатор сме одбивале дел од тие трошоци. Но факт е и дека ЕСМ во изминатите неколку години почна да увезува јаглен и тоа по цени, тие претпоставувам биле пазарни, и тоа очигледно влие на производната цена на ЕСМ. Кога постои некое регулаторно тело, кога контролира цена, кога одобрува цена, секогаш прави притисок врз компаниите да одат кон намалување на трошоците. Дополнително, како резултат на по лошиот квалитет на јагленот, апсолутно и производството на ЕСМ е намалено. Ние сме имале златни години негде од 2002 до 2006, 2007, 2008, кога произведувал 6 милиарди 200, 6 милиарди 300, па некаде потоа сме околу се намалува тоа и некаде имавме во 2021 3 милиарди 200,
речиси за дупло помалце, сега имаме 3 милиарди и 500, но и таа разлика, например, ЕСАМ, ако би бил во топ кондиција, да произведувал 6 милиарди и 300 со далеку подобар квалитет на јагленот, термоелектраните во далеку подобра кондиција, значи имал дополнителни околу потребите на домаќинствата и малите потрошувачи, ако се околу 3 милиарди 400-500, имал дополнителни 3 милиарди киловат часови да ги продава на слободниот пазар. Доколку се случило тоа, по цена да ги продавал по 100 евра, тоа се исклучително високи добивки би остварувал ЕСАМ. Но реалноста е таа. Ние не може да очекуваме од термоелектраните кои што се стари 40 на години дека ќе работат безпрекорно и треба да се насочиме кон нови инвестиции во производни капацитети од страна на ЕСАМ. Ја верувам дека тоа ќе го прават во наредниот период, ќе инвестираат во ветерни електрани, ќе инвестираат, како што најавуваат, во фотоволтаични електрани и она што е многу битно и што ни е потребно, верувам дека ќе инвестираат и во поголеми хидроелектрани, таму каде што има простор, а исто така ќе има инвестиции во когенеративни постројки за електрична енергија и топлинска енергија и сето тоа ќе придонесе за подобрување на финансиската состојба на ЕСАМ. И сите треба во тој процес на ЕСАМ да му помагаме, затоа што ЕСАМ е стожерната енергетска компанија на Македонија. Ние не можеме да им помагаме ако тие самите не се помагаат со своите стратегии. Сите овие што ги споменавте, најбрзи се веројатно фотоволтаиците, бидејќи за нова хидроцентрала и така натаму треба подолг период. Не е дел од вашата надлежност, бидејќи рековте, државата се одлучува на кој начин, меѓутоа има нешто за кое што никој не сака да зборува и да го објасни, а дилемите се како тој ќе влијае на она што сега е предизбори, ова е очигледно предизборно частење, никој не бара ништо, да не се пореметува добрата атмосфера, клима на големи робусни достигнувања пред избори. Меѓутоа, цехот ќе дојде во ноември, не можат да се скокнат нити трошоците, не можат да се скокнат нити кредитите. На сето ова има уште еден елемент, не е во ваша директна надлежност, но е во вашата експертиза, колку ќе влијае. А тоа е обврска која што државата ја презела и така како што ги тера обврските кон Европската енергетска заедница, очигледно ќе ги спроведе. Тоа е почнувајќи од јуни, постепено намалување на јавната интервенција во одредувањето на цените на снабдување на електрична енергија во согласност со членот 5 од директива, да не ги замараме гледачите, намалувањето на цената во интервенцијата на цената, која што сега според некои проценти, односно е заокружена на 85%, треба да биде намалување на 70%. За оваа реформа, ако се спроведе, државата ќе добие 8,5 милиони евра од планот за раст, колку што ќе добие и за неодамна донесениот закон за енергетика. Но колку ова процентно намалување ќе влијае на оно што ќе ви биде вам испорачано во ноември? Видете, ако 30% од потребите на домаќинствата не се обезбедат од ЕСАМ по цена од 62 евра, туку се обезбедат по пазарна цена, која што ве кажаве 110-120%, вака некако приближно тоа влијае на крајната цена, зголемување до околу 5%. Но сега треба да кажеме друга работа, значи ЕСАМ има ветерна електрана која што остварува приходи по цена од 89 евра за мегават час. Тоа е ветерната електрана во Битола. Исто така ЕСАМ обезбедува системски резерви на МЕПСО како оператор на системот и од таму се негде 20 кусур милиона евра приходи за ЕСАМ. Загубите кои што ги продава на операторот на дистрибутивниот систем, на електродистрибуција и на
преносниот систем на МЕПСО се по речиси по пазарна цена. Тие се околу 100 евра за мегават час. Значи, ЕСАМ веќе има продукти кои што ги продава по цени кои што се речиси идентични со пазарните цени. Да, има барање, тоа е во реформската агенда, полека да се ослободуваат количините на електрична енергија кои што ги обезбедува ЕСМ за универзалниот снабдувач. Ако го следиме духот на законот за енергетика, кој што треба да го обезбеди тоа целосно поврзување на пазарот, за кој што освен овој закон има уште една фаза со НЕМО и така натаму, која што треба да се заврши до крајот на годината, очигледно е дека оваа линија ќе се држи и дека овие обврски ќе мора да се исполнат, бидејќи и Европската енергетска заедница е многу ригорозна во тој поглед. Сега, ако намалувањето на тие 15% би значеле 5% евентуално зголемување на цената на струјата, прашањето беше колку во меѓувреме може да се игра, ги тргнавме субвенциите од сметката, не даваме директно пари од буџетот, но даваме гаранции за задолжување. Математиката која што беше предочена на последниот брифинг е дека би било добро, дека се очекува да заврши компанијата на позитивна нула, иако се најавува 50 милиони добивка. Во меѓувреме имаме 30 милиони нов кредит во понеделник и 12 милиони евра повеќе потрошени пари за купување на струја на отворен пазар од лани. Се тоа бројки кои сега смераат, идат избори, нема зголемување на цена, но во ноември кумулативно ќе дојдат во тие различни ставки на трошоци кои што регулаторна или ќе ги прифати, или и самата некогаш, многу често и самата балансира со социјалниот мир, па ќе ги одбива. Вака, значи, ЕСМ има свој портфолио на производство, од една страна, и има портфолио на потрошувачи или оператори на дистрибутивни системи, чии што количини треба да ги обезбеди. Сега не ги знам точните бројки на ЕСМ, пошто не го следиме, немаме таква обврска, но во принцип, и ЕСМ тоа, колку што гледам, го прави. Во часови, во текот на денот, кога имаме исклучително ниска цена на електрична енергија, ЕСМ купува, а во часови, кога ЕСМ си сочувал од своите хидроелектрани или дел од своите ресурси, во 19 часот, после 19, после 20 часот, продава по цени кои што се преку 200 евра за мегават час. Така да, тоа имаме добар бафер сега со функционирањето на македонската берза, така да на ЕСМ му се дава поголем простор да купува, да тргува и при тоа треба да води сметка кога му се исплати. Јас верувам дека и претходно и сега ЕСМ тоа го прави. Нормално е да купуваш кога ти е ефтина цената на електричната енергија, далеку под твојата производна цена, тоа не е лошо, а да продаваш своја енергија по цена која што е далеку повисока од производната цена на ЕСМ. Значи треба, затоа велам дека ЕСМ, ние како држава немаме друга опција. Мора ЕСМ да застане на нозе. Идејата за прашањето е кога ќе објасниме јасно, бидејќи на ова играње со те субвенции, те кредити, односно жонглирање со државната интервенција, треба да му дојде крај во август 2027 година, со кога остануваат на она прифатливо ниво на државен интервенционизам од 30%, кој што главно се сведува на трошоци главно за енергетска сиромаштва. Ние година за година нашиот простор ќе се стеснува за да ги имаме овие можности за
манипулирање во позитивна, во контекст на играње со бројките и показатели. На секоја влада има легитимно право да се штити да го штити стандардот на граѓаните. И тоа во Македонија го прави преку ЕСМ. Не го прави тоа само, не се случува само тоа во Македонија, во Грција и во Бугарија. Да, домаќинствата има реална цена, ама државата од буџетот, поради тоа што има компанија за производство на електрична енергија државна, која што има големо производство, заработува, ги враќаше назад парите на самите граѓани. Кај нас се отиде по овој концепт државата да дава на ЕСМ, а понатака ЕСМ да покрива дел од своите минуси. Ја верувам дека тој првиот концепт се чини поприфатлив, бидејќи веројатно тогаш може да се воспостават појасни правила кој добива, зошто добива и на кому колку му се враќа, отколку ова истурање пари во ЕСМ кој со години се чини дека е бунар без дно. Во Македонија имаше две искуства. Во делот на топлинската енергија за Скопје регулаторната комисија ја определи реалната цена и понатака сите граѓани негде 20 беа субвенционирани директно со тоа што 20% од нивните сметки некаде се намалува. Но во делот на топлинската енергија имаме поголемо производство, овамо имаме помало производство што представува дополнителен проблем. Многу дилеми предизвикува ова и она што ги интересира на крајот граѓаните. Не мора да се сите овие бројки, не мора ни да ги знаат. Она што ги интересира е што всушност ние плаќаме, односно што е сето она кое што кога доаѓа кај регулаторна комисија, па вие ќе излезете, ние не им прифативме ова, па вие набројувате, па тие се некогаш реално, некогаш божем лути. Какви све трошоци им се признава и дали се тие деловна тајна? Ако не, зошто, например, после секоја одлука не ги објавуваат? Апсолутно, сите одлуки на регулаторната комисија за енергетика им одбивме толку и толку за се тоа. Се јавни и тамо се гледа колку една компанија побарала трошоци, и тоа има по 7 ставки на трошоци, 7 вида на трошоци, а колку регулаторната комисија за енергетика одбила трошоци, и во самата одлука може да се види колку побарале, а колку ние сме прифатили. Во изминатиот период, реално Македонија беше соочена со сериозна енергетска криза за која што не беше виновна Македонија, едноставно се случи во Европа и тоа се случи нешто повеќе од 6 месеци пред да започне и војната во Украина. Ние влеговме во таа криза со тоа производство од домашни ресурси кои што ги имаме и тогаш во најголем дел беа од ЕСМ. И дополнително во целиот тој период, некаде во ноември 2021 се случи проблемот со трансформаторот во Битола 3. Значи имаше исклучително тешка ситуација и сето тоа допринесе ЕСМ да работи со поголеми финансиски загуби. Но она што сакам да го кажам, дека во време на оваа криза најактивен, кој што беше најсериозно погоден, беше приватниот сектор. Има голем број на компании кои што на своите кровови поставија фотоволтаици, затоа што тие беа соочени нешто што го плаќале по 50 евра за мегават час, се случувало да има месеци кога го плаќаат 500-600 евра за мегават час. Добро, сега ќе добијат поголеми можности со батериите за складирање. Не, сакам да кажем дека приватниот сектор се покажа најжилав. Голем број на компании поставија на своите крови, негде околу 300 мегавата, и исто така се поставија и голем број на фотоволтаици, кои што се поставија на земја. Фотоволтаиците да се добри, но во однос на водењето на системот, не само во Македонија, насекаде во Европа, ќе биде еден период на предизвици, бидејќи тие се нестабилни во своето производство. И она сега што се обезбедува, што се овозможува и со новиот закон за енергетика е
посериозно, односно апсолутно се создава клима за поставување на батерии кои што ќе помогнат да се стабилизира ситуацијата во однос на екстремно ниските цени во текот на денот и екстремно високите цени во после 20 часот. Значи, батериите, покрај тоа, што ќе им се овозможи на фотоволтаиците да комерцијално да ги управуваат, значи да ги полнат кога е најевтина струјата, да продаваат кога е најскапа, ќе им се даде и можност и дел од своите ресурси, капацитети да ги понудат на операторот на преносниот систем на МЕПСО за системски услуги. Значи, батериите се битни, затоа што ќе се релаксира ситуацијата во однос на проблемите кои што може да се јавуваат заради дебаланси во системот поради непредвидливоста на фотоволтаичните електрани. Што во однос на она што го плаќаат граѓаните, а тука кога се во прашање граѓаните, најголемите забелешки се во однос на паушалното отчитување и она што е дилема во јавноста, што вие прифаќате како прифатливи трошоци, кога е во прашање ЕВН. Ајде со последново. Дали во прифатливи трошоци на ЕВН влегуваат загуби во мрежа, тоа што се нарекуваат загубите од кражба, односно другите загуби од мрежата кои што се должат можеби на недоволни инвестиции или така. Има загуби во мрежа технички, тоа мора да постои. И во Македонија постои план за намалување на загуби. И регулаторната комисија за енергетика секоја година признава трошоци за набавка на загуби, односно количини на загуби, кои што секоја година се повеќе и повеќе се намалуваат. Разликата помеѓу реалните загуби кои што се и одобрените оди на товар на операторот на дистрибутивниот систем, значи не го плаќаат граѓаните. Што плаќаат граѓаните? Ние кога определуваме крајна цена, ги определуваме трошоците на Евана Хоум и врз основа на тоа гледаме колкав приход треба да оствари за да ги покрие тие трошоци. И тогаш делиме со целокупната количина. Значи, ние кај Евана не му велиме 92%, 82% наплата, признаваме 100% наплата. Значи, никој за никого не плаќа. Тој што не си платил навремено, тоа си е на товар на универзалниот снабдувач и понатака тој ќе се ги превземе сите мерки за да се ги наплати тие трошоци кои што ги има за електрична. Значи, граѓаните во Македонија не плаќаат за оние 18% што се резултат на кражба во Скопје, 10 во Тетово, 10 во Битола, 12 во Прилеп, 16% Гостивар, да не ги редам натаму. Значи не, тоа се во различни градови, но во принцип во Македонија некаде реалните загуби се околу 13,6-13,7%. Што значи тоа дека Македонија е повторно меѓу земите со најголеми загуби, зашто лани сме платиле над 90 милиони евра, или загубите на ЕВН лани биле 876.000 мегават часови, претходната година биле 853.000 мегават часови. Ова е зголемување, не е намалување. Не, ама тоа не оди на товар на потрошувачите. Ние во 2024 сме одобриле загубите, мислам да бидат околу 750 милиона киловат часови и разликата од 750 милиона до таа бројка вие што ја кажавте е на товар на компанијата, не е на товар на граѓаните. Прво, Македонија има и малку и карактеристична мрежа, има долга нисконапонска мрежа и поради тоа загубите на електрична енергија се нешто повисоки отколку во останатите земји. Но сега ако ги споредувате со земјите во регионот, некаде сме во средина, не е сега дека сме најлоши, но тоа е во некаде во одреден период во Македонија, кога се градеа куќи, секој си градеше бандери и се приклучуваше на мрежата и сето тоа
остана фактичка состојба. Дел по дел таа состојба се менува, се поставуваат, се кратат тие растојанија и дополнително ние сме земја која што има и два средни напони. Има еден 35 киловолтен и има 10-20 киловолтна напонска мрежа, што дополнително влие во делот на повисоки технички загуби. Во однос на преносната мрежа, тамо загубите се во разумни рамки околу 1,2-1,3%. Ги спомнавте бандерите. Има многу реакции и прашањата се до кога дел од граѓаните кои вложуваат во нови инвестиции, во нови приклучоци, ќе купуваат и бандери, и кабли, и сати, односно читачи, сами ќе инвестираат, а на крајот сето тоа да биде собственост на одредена Вака сега, компанија. во Македонија имаме стандарден и нестандарден приклучок. Тамо каде што има детален урбанистички план, за едно домаќинство со едновремена моќност од 11 киловати, приклучокот е 370 евро. И толку. Тамо каде што не постои дуп, тамо во тие подрачја постои така наречен нестандарден приклучок и тамо приклучокот кошта нешто повеќе. И тамо има опција, вообичаено, тој нестандарден приклучок, поточен, определен ценовник, бидејќи секој нестандарден приклучок е различна приказка, си го плаќа самиот потрошувач. И сега таа вина не е само кај операторот на дистрибутивниот систем. Ние имаме општини во државата каде што во села убаво развиени не постои детален урбанистички план. Ние не можеме да тераме некој да шири мрежа, а да не знае преку урбанистичко-планска документација што ќе има тамо. Ако му текне на некој да плаќа да гради на врв на планина, сега треба да... Значи, тука треба да има... Зборуваме за стандардни приклучоци, изборуваме за приклучоци, например, ги Има критични места. Помалку капацитетните фотоволтаични централи, каде што луѓето си плаќа кај фотоволтаичните централи. Од трафостаница до кабел, до дозволи од урбанизам, до се, и потоа сето тоа оди како собственост на некој. За фотоволтаичните електрани во преку 90% се ги правеа самите инвеститори. Сами си копаат, сами си купува кабли, сами си купува трафостаници, така да тој проблем си го решаваа самите инвеститори. И тогаш нема никаква обврска инвеститорот да ја предаде собственоста на тој приклучок на Не. Ако ви донесам таков договор, што ќе направи регулатор? Ќе го поништи. Доколку е нестандарден приклучок, тамо вообичаено е да прави операторот на дистрибутивниот систем. И да, тие пари ги плаќа потрошувачот и за нестандарден и за стандарден приклучок, но согласно нашата методологија, ние сите тие пари на електродистрибуција им ги одземаме. Ги водиме како така наречени грантови и тие не ја оптоваруваат цената на електричната енергија. Како наоѓате вие, дали тоа е инвестиција која што е реално на операторот на операторот или е не, операторот на звездички преземена во договорите и фусноти? Ако е превземена од страна на операторот, тие пари што ги платил потрошувачот, регулаторна комисија за енергетика ги одзема и тоа функционира веќе 10 години и има обврска да води посебна сметка на која што се уплаќаат овие пари за приклучоци, така да тука нема лажење. Некој потрошувач ако е незадоволен од трошокот за приклучокот, има право на жалба. Тие што не се задоволни, си прифатели и си го плаќаат трошокот за приклучување. Мораме на првата пауза за реклами, а потоа оно што е најжешкото прашање во јавноста во кое што секоја се вкрстуваат македонските потреби, македонската состојба и наводните европски пракси.
паушали, да или не. Се враќаме за кратко. Го отвараме најинтересно прашање за граѓаните, а тоа е зошто и новиот закон за енергетика не ја реши најголемата болка на голем дел од граѓаните, а тоа е така нареченото паушална пресметка на потрошувачката и нередовно читање на броилата од страна на ЕВА. Значи, во моментот во државата негде 85% од броилата се читаат на месечно ниво. Со новиот закон за енергетика, гледам многу се збори за тоа, има став 2 од член 185 кој што го вели следно. Во случај кога за пресметковниот период не е извршено мерење на потрошината електрична енергија од операторот на соодветниот систем, снабдувачот ја изготвува фактурата врз основа на претпоставена потрошувачка, која еднаш на 3 месеци во тековната година се усогласува со реалната потрошувачка и издава коригирана фактура за соодветниот пресметковен период. А на барање на потрошувачите им доставува јасно и разбирливо објаснување за начинот на кој истата е изготвена. И заклучокот од овој член, се извинувам, заклучокот и од овој член, и од минатиот закон, и од вашите правилници е дека и законодавецот, и вие, кога ги правите правилата, многу повеќе сте загрижени за состојбата, чувствителноста, банкарското салдо на операторите, отколку на правата на граѓаните. Само да објаснам, значи, не може да се постигне сите броила да се прочитаат физички, да се излезе на терен околу 600 и кусури илјади броила. Значи, тоа е невозможно. Зошто? Па затоа што е невозможно, затоа што треба... Како порано можело? Ама и порано не можело, и порано имало предпоставени во средината на 80-тите, помеѓу 85 и 90-та, правеле обид од тогашното електростопанство, излегувале и вработени не само инкасатори да ги прочитаат сметките за електрична енергија во еден ден. Но, реално, 85% е отчитаност која што задоволува одредени стандарди. Сето тоа понатака, за да се зголеми потрошувачка, за да се зголеми процентот на наплата, предизвикува драстично зголемени трошоци. И тие се негде околу 10 милиона евро. И тоа на крајната цена и со плюс дополнителни 10 милиона евра за промена на билинг системот, тоа е негде 20 милиона евра. Тоа некои од трошоците ние го анализиравме, тоа што ни го испрати од електродистрибуција, не се согласуваме, но тоа е некаде околу 3,9-4% зголемување на цената на електричната енергија. И викаме, дај да не се насочуваме на вработување на нови луѓе, и од старт знаеме дека тоа ќе не кошта 4%, секоја година електродистрибуција да ја задолжуваме да набавува дополнителни броила или со далечинско отчитување, или така наречени паметни броила. На тој начин, цената на електричната енергија, бидејќи тоа се води како нивно основно средство, незначително ќе се промени. Тоа е околу 0,16-0,17%. Значи, многу е пооправдано да се постават броила со далечинско отчитување, кое што ќе имаат соодветна телекомуникацијска врска и каде што ќе фаќа потрошувачката на електричната енергија од 0,01 до 23,59 во последниот ден. И на тој начин нит предизвикуваме зголемување на трошоците, инаку Србија конкретно пред кога го донесе новиот закон за енергетика, го има истиот овој концепт како во Македонија. Уште повеќе ги тераат домаќинствата, бидејќи во најголем дел се тие, да го прифатат само отчитувањето. А зошто? Па за да се ги намалат трошоците и тоа да биде во интерес на сите. Зошто тоа е како некому да му предавате кола, а да му кажете за гумите и за тркалата ќе платите посебно.
А дали ние плаќаме за пренос на струја? Плаќаме. Ние плаќаме за набавка на електрична енергија, за тамо се вклучени трошоците за обновливи извори енергија, за пренос на електрична енергија, за дистрибуција на енергија и на крајот се си плаќаме, трошоците им ги плаќаме тие што се оправдани, се им плаќаме и на крајот уште или треба сами да си читаме, да им бидеме полувработени, или треба да плаќаме паушали во трети, блок, а после поравнувањето немаме појма од сметките. А сте добивали сметка за поравнување во која што ви е прецизно објаснето по која цена, како, што се случило, бидејќи кога сте вие ќе отидете во 4-ти блок и кога ќе видите они дека тоа е така, вие се греете на струја, супер, сега ќе идеме така во следните 3-4 месеци. Што ви значи поравнување? Не. Тоа е финансирање на компанијата однапред. Значи, секој потрошувач, ние прво, кај нас во овој период, нели, проблеми имаше со сметките за електрична енергија, добивме приближно околу 800 жалби. Знам дека има и потрошувачи кои што не се жалеле. Па не се исплати да се жали, затоа што процедурите за жалба се направени како... процедурите се само мејл, само на мејл ја доставува сметката до регулаторна комисија за енергетика. Многу модерни станавме ние. Што е тоа? Сите процедури се на мејл. Ама може и по пошта да ја достави, ако му е поевтино по пошта, ама мислам дека не е поевтино. По интернет, значи, по мејл е многу поевтино. Најголем дел од приговорите се одбиени врз основа на член 31 од вашиот правилник, кој што е многу општ. Ако операторот од било која оправдана причина не успел да изврши отчитување на мерниот уред во предвидениот рок и така натаму и така натаму. Како не? За сите не е точно. Само малку. Вие излеговте. Не. Значи се излегува во јавноста и се кажуваат неточни факти. Сите броила кои ги отчитува операторот ги содржат наназад 15 месеци, ја содржат за 15 месеци потрошувачката. И тоа ние го бараме тој така наречен readout, сите податоци кои што не се наназад и врз основа на тоа гледаме дали е отчитано или не е. А зошто да не може да види секој? Ние на крајот добиваме во наредните за месец-два на секоја сметка која што ја добиваат домаќинствата ќе пишува дали броилото е отчитано или не е. Така, тие кои што не им е отчитано, доколку се незадоволни, може да се жалат до регулаторната комисија за енергетика. Однапред ќе имаат таа можност и ќе пишува ден кога е отчитано броилото. Значи таа работа ја правим. Што ќе смените во правилникот, бидејќи тие многу работи со новиот закон се оставени на правилникот, а сега правилникот треба да го смените. Очигледна е тенденцијата и на законодавецот и вашите објаснувања, таква е праксата во ЕУ, такви си објаснувањата на ЕВН. Очигледно е дека паушалното отчитување во иднина нема да се запре. Што ќе направите граѓаните појасно да знаат? Кога им е отчитано, за кој период, по која цена? Апсолутно, не. Дали има една земја во Европа каде што има 100% месечно отчитување? Нема. Ние викаме кај нас мора да има. Зашто да не бидеме единствени? Ама треба да зголемиме цената на електричната енергија за 5%. Да не инвестираме во броила, што е наједноставно и најевтино и нема да го оседат граѓаните, да инвестираме во нови вработувања во електродистрибуција, да зголемуваме трошоци, да трупаме и на крајот, наместо тие пари, од тие 5%, ако има зголемување, само да доврши. Во сите договори, неисполнување на обврски се подведуваат под виша сила. Вие сте напишале од било која оправдана причина. Не е точно. Која утврдува таа оправдана причина? Секое домаќинство. Мове кадија те туди, кадија те суди. Секое домаќинство кое што се обжали својата сметка во регулаторна комисија за енергетика, доколку имаше неотчитана состојба, добиваше корекциона фактура. Добро. Со многу мака. Кажете ми, наведете ми три оправдани причини. Што е според вас оправдана причина?
зашто Ниту едни облигациони односи не се регулираат. Подрешена во село некоја да има обврска месечно да го отчитува. Не, еве кажете ми оправдана причина во Скопје, во центар на град. Нема во Скопје оправдана причина. Па зошто имаме неотчитани? Се случило и тоа и се прави после наредниот месец се отчитува и се прави корекција на фактура. И? Не, ја имам впечаток дека се создава во јавноста. Има нејавноста недоверба, затоа што луѓето тоа го чувствуваат на својот джеб. Се обидувам, јас ова не треба да излегувам по телевизија да го објаснувам, треба да излегуваат од тие што проверуваат броила и се до тоа. Вие ги утврдувате правилата, вие го утврдувате правилникот, вие ги утврдувате мрежните правила, они само се уживаат во погодностите што државата и регулаторот им ги дава. Ама не е така. Вие терате да бидеме единствена земја во ама се создава фама да бидеме единствена земја во Европа каде што еднаш месечно мора, па Србија се откажа од тоа. Исто и они имаат блоковска структура. Па затоа што гледаат дека се создаваат трошоци кои што може да се избегнат. Има многу попаметен начин, преку поставување на броила со далечинско отчитување или паметни броила, потрошувачите да имаат точна состојба за сметката. Еве, кога ќе ги имаме тие точни состојби? Со одредена динамика која што предвидува електродистрибуција, е некаде, како што кажуваат, 6 до 7 години. Со дополнителни средства. Не, за она што го зборувавте за сметки, ова рокот од 7 години, тоа е друга дебата. Не, ќе се намали рокот поради тоа што со детални сметки, како што рековте, кога можеме да ги очекуваме, да знаеме кога ни е отчитан струјомерот. Во наредниот не знам дали сметката за јуни или од јули ќе почне да се добиваат такви сметки каде што ќе се знае дали е отчитано броилото или не е отчитано. Дополнително ќе добијат известување како да го прават само отчитувањето. Постојат ли механизми за надзор од ваша страна? Па постојат. Овие работи, ама не. Колку често и на кој начин вршите проверка или ревизија на процесот на отчитување? Регулаторната комисија, ние жалбите ги следиме секој месец. На нас ни е вообичаено да имаме жалби при промена на цена. И сега се случи оваа година. Сега, и тој беше удар во јануари, февруари, март, и од април и мај имаме вообичаени по 5-6 жалби. Дали е прекршок ако на било која сметка не стои за останата сметка, опомена следи случување? Бидејќи никој не може да подразбира дека за останата сметка некоја се рачуна и за согласно правилата за снабдување со електрична енергија, во сметките треба на виден начин со болдирани букви да му се каже на потрошувачот дека има заостанат долг и дека следи исклучување. Ке барате да се коригира, бидејќи такво нешто на сметка. Апсолутно. Добро, тука одиме со уште една пауза за реклами, а потоа со дел прашања за поврзани со сметките, но во кој што се и правата на граѓаните, во кој што се вмеша и Уставниот суд. Се враќаме за кратко. Ова околу европската мода, гледам и во законот се прифаќа со кол центри и така натаму, кај што никој не се јавува, не одзеде многу време, па ќе го тргнем настрана и делот околу тоа колку. Само едно кратко прашање. Имате ли податок дали некоја сте побарале колку автомати за плаќање на фактури има во услужните центри на Евана? Не. Во Скопје? Не, немам по Зошто не сте побарали? Ако знаете дека, се извинувам, ако знаете дека според правилникот снабдувачот мора да овозможи начин на плаќање кој што не е дополнителен товар за потрошувача. За оние што немаат интернет, секое плаќање во банка и во пошта е дополнително. Преку 95% пристап до интернет може да се праќаат преку електронски. Истата таа земја има многу поинаква старосна структура, која што не го овозможува користењето на интернет. Банка, во банка и во пошта е провизија. Тоа е оптеретување и спротивно на правилник. И по доброто. Ќе го смените? Па не е тоа до регулаторна, има Народна банка на Македонија, нека го смени. Регулаторот треба да провери дали има доволно места за наплата, ако во Скопје, например, за 500.000 колку има, и ако нема, да си бара. Но добро, ќе ве почекаме да видите. Не, регулаторна не може
дали при плаќање во банка се плаќа провизија или не, тоа треба да се разговара со банките. Не. мислам регулаторот може да разговара со Евана дали има доволно места за бесплатна наплата. Во одреден дел и тие трошоци кај што мислам во некои банки одат на трошок на Евана Хоум. Добро, имате што да расчистите и да расчистиме во едно. Во две прашања, во едно се вклучи Уставниот суд, за другото ја очекуваме. Уставниот суд застана на правото на граѓаните да бираат дали ќе бидат приклучени или нема да бидат приклучени на парно. Се очекува расправа и за иницијативата за блок тарифите. Што доколку се укинати блок тарифите? Прво Уставниот суд донесе одлука со која што ја укина постапката како што беше предвидена за исклучување на домаќинствата од организираниот систем за топлинска енергија. Апсолутно одлука на Уставен суд не се коментира. Јас само кажувам што ќе значи тоа како примена во пракса. Тоа ќе значи дека полесно ќе може да се исклучуваат, бројот на потрошувачи ќе се намалува и тоа ќе доведува до пораст на цената за топлинска енергија и тоа ќе не воведе во една спирала понатака која што ќе има се поголем и поголем број на домаќинства кои што се исклучуваат од системот за топлинска енергија, а нормално е да се греат на електрична енергија. Во Скопје, каде што има организиран систем на топлинска енергија, трафостаниците се организирани за грејење со топлинска енергија, а не со струја. Така да како ќе се одвива ситуацијата, ние како општество ако сметаме дека треба да се грееме исклучиво на струја, а најголемото производство ни е од јаглен, тоа е тоа, ќе си го тераме тоа и така. Добро, кога немаме инфраструктура во поголем, дури во Скопје ние немаме инфраструктура за парно греење и ако се најавуваат изградби на когенеративните централи, вие никаде не гледаме дека се спроведува тоа. Доколку значи ќе се соочи можеби мада не верувам. Очекуваме и цените за делот за топлинска енергија да бидат стабилни. Изводлива ли е, долго време се најавуваше и се најавува се уште, никогаш не се реализира, за топлинската енергија инсталирање на калориметри во старите згради, бидејќи за новите е веќе обврска без која нема технички прием на згради. Значи, кај старите згради, обврската е на самите потрошувачи на домаќинствата, и таму каде што има хоризонтални системи, значи нема вертикали, многу е поедноставна ситуацијата. Но таму каде што има вертикали, ќе треба на секој уред да се постави соодветен калориметар, што е речиси апсолутно не исплатливо или внатре да се вршат самите дома да се прави нова хоризонтална мрежа за да се намалат трошоците за поставување на калориметри. Последно прашање, но многу кратко, инспирирано од последните застои со снабдување со вода. Имавме еден во Скопје пред извесен период, уште еден сега кој што се случи деновиве. И вие, вашите надлежности се тука некако пола-пола, но водата е премногу значаен и битен ресурс кој што го имаме. Колку е добро да се остави сега на грижа на само локалните самоуправи и пред се локалните предпријатија, што во многу случаи се покажува како неефикасно. Ние во моментов определуваме минимална и максимална цена, а конечниот збор го има советот на општината. Тоа се покажува дека немаме исчекор, некој поголем, загубите на вода се 64% и пред 30 на дена имавме состанок со представници на АТКОМ, тоа е Сдружение на комунални, јавни и водоводни предпријатија во државата, и ќе настапиме со заедничка иницијатива за промена на законска регулатива со која што ќе се овозможи регулаторната комисија за енергетика да определува крајната цена без понатака да оди во советите на општините. Што ќе значи тоа во поглед на сигурност, обнова на системот, бидејќи реално сме една од ретките земји кои што има здрава, чиста вода за пиење, што во овој век е благодет, која што не може да се изгуби. Видете, од неодговорно однесување, ние имаме сега 64% загуби. Главниот проблем е што инфраструктурата ни е дотраена и треба да се инвестира во неја.
кога инвестирате во инфраструктура, односно во цевкиве за вода, апсолутно дека да, ќе чини тоа пари, но загубите ќе се намалат, така да на крајот на денот тоа ќе нема никакво сериозно влијание врз цената на крајните потрошувачи, односно на домаќинствата. Ви благодарам што вечерва бевте гостин во Топ тема. Имате релативно многу работа со новиот закон за енергетика. Треба да правите вебсајт со цени на струја за сите, за големи, за мали корисници и така натаму. Нови правилници, па сега е ред на летни одмори, но веќе од септември ќе мора многу од овие нови обврски да се испорачаат. Веќе имаме вебсајт на кој што може секој снабдувач да даде понуда и секој потрошувач да види која е понудата на сите снабдувачи во државата. Тој е сега уште еднаш обновен, мислам е апдейтиран, така да тоа функционира веќе 6-7 години. Затоа реков, бргу ги исполнувате обврските, а ние она што ќе го чекаме е новиот правилник за плаќање. Тоа граѓаните најмногу ги интересира. Ви благодарам уште еднаш. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Останете со тема.